Цивил медија. Добар ден на сите, ви благодарам што дојдовте во еден ваков амбиент во кој Цивил би сакал да ги соопшти своите согледувања, препораки и анализи. Овде до мене се наоѓа само еден мал избор од стотиците страници објавен материјал за изборите, од мониторинг до анализи, до препораки за тоа како треба да изгледа изборен процес во Република Северна Македонија и како треба да се реформира нашиот изборен систем. Тоа што нам ни е многу важно да соопштиме денеска е дека изборниот модел, изборниот систем во целина во Република Северна Македонија е зрел за сериозни, коренити, решителни реформи кои треба да траат подолго време за да не се направат сериозни и крупни грешки. И меѓународната заедница, и дел од политичките субјекти во Република Северна Македонија, но најмногу се разбира граѓанското општество, граѓанките и граѓаните, поточно гласачите се заинтересирани за тоа. Би сакале на самиот почеток да кажеме исто така дека ние како Организација за човекови права бараме од државата да овозможи максимални услови за исполнување на сите човекови права, особено на правото на глас. Правото на глас мора да биде обезбедено според закон и устав и тоа мора да биде неприкосновено. Едноставно, државата е таа која мора да обезбеди максимални услови, а не граѓанките и граѓаните да одат низ лавиринтот на манипулациите кои ги подготвуваат и ги спроведуваат политичките партии од избори во избори. Тоа што ние сакаме како организација да го соопштиме денеска е дека предолго време повторуваме исти препораки. Време е нешто да се промени. Пред се што се однесува до форматот на решенија кои се донесуваат за затворени или полузатворени врати, мора да се промени. Едноставно, за изборниот модел, за изборните процеси, за реформите во изборниот систем не може да зборуваат само 3, 4 или 5 политички партии. Мора да се вклучат сите политички партии во тој процес, мора да се отвори тој процес за целата јавност и при тоа да се донесуваат законите и решенијата, стандардите и демократските процедури во една отворена процедура, во еден отворен процес во кој парламентот го има главниот збор, а не партиски лидери. Тоа што ние сакаме исто така да видиме во наредниот период е вклучување на институциите во својот полн капацитет да обезбедат изборни процеси кои се демократски, фер и слободни. Ние препорачуваме веќе со години да се надмине проблемот со изборните единици. Ние знаеме дека изборните единици имаат гласачи, нееднаков број на гласачи, па така изборната единица 6, например, гласот на тие луѓе таму важи, односно вреди далеку помалку отколку гласот во некои други изборни единици. Односно, тие избираат помалку представници во собранието отколку другите, гледано во споредби и во апсолутни бројки. Понатаму, ние врз основа на тоа сметаме дека едно од решенијата е токму да се промени изборниот модел и да се направи една изборна единица. Македонија да биде една изборна единица во која може да добијат свое место и оние што се од помалите етнички заедници, помалите политички партии. Ваков како што е изборниот модел сега, само им овозможува апсолутна предност на големите, богатите партии, кои потоа собираат помали политички партии како приврзоци, на кои потоа мораат да им даваат одредени бенефиции, односно да само да ја продлабочуваат политичката корупција во земјата. Тоа што исто така очекуваме да видиме е да се напише одново изборниот законик. Изборниот законик до сега е менуван повеќе десетици пати. И при тоа го гледаме изборниот законик како се менува дури и во крајно неприкладни периоди, односно дури и денови пред да се одржи некој изборен процес, како што тоа го видовме за време на претседателските избори. Тоа не можеме да го дозволиме повеќе заради тоа што изборниот законик е зрел за отпад, за пензија, како сакате наречете го тоа, меѓутоа изборниот законик одново треба да се напише и да биде во согласност со сите европски стандарди кои налагаат демократска, отворена изборна трка.
Исто така Цивил има сериозни забелешки на финансирањето на политичките партии и политичките кампањи за време на изборите. Тој процес, иако е далеку потранспарентен во сегашно време, сепак мора да подлежи на посериозна контрола и на построги критериуми за делење на парите на граѓанките и граѓаните, оние што им ги даваат парите на политичките партии. Реформите на ДИК очигледно дека ќе треба да почекаат уште долго време, бидејќи такво е времето, такво е и општеството, политизирано и веројатно ќе остане уште долго време ситуација во која ќе видиме политички представници на местото на тие што одлучуваат за изборните процеси во оваа највисока институција кога се зборува за изборите. Меѓутоа, дури и така да остане, оној експертскиот дел на Државната изборна комисија мора да се зајакне и таа институција да добие што е можно поголема независност. Што се однесува до изборната администрација, видовме известни напредоци, меѓутоа тие се далеку помали од она што би требало да се очекува од една изборна администрација. Изборната администрација повторно потврди и на последните председателски избори не толку многу и не на тој драстичен начин на кој тоа го видовме во претходното доба, но се уште остануваат многу работи да се регулираат, многу работи да се подобрат во нивната пракса, односно на денот на изборите тие да не бидат партиски војски, туку да бидат во служба на граѓанките и граѓаните. Избирачкиот список е една од најголемите болки на изборниот процес, тоа е еден документ во кој никој нема доверба, па дури ни самите луѓе кои работат во изборните администрации се разбира неофицијално. Тоа што ние очекуваме да видиме е институциите час поскоро да почнат да работат на подобрување на избирачкиот список и на создавање услови секој граѓанин или граѓанка кога ќе се појават на избирачкото место да можат да гласаат, да го исполнат своето фундаментално право, правото на глас. Се разбира, тоа што ние го зборуваме со години наназад, ние во оваа прилика ќе го сублимираме. Овие стотици страници кои се овде, ќе ги сублимираме во краток, сериозен документ во точки и подточки, со објаснување како тоа може да се направи, бидејќи го знаеме тоа, веќе го стекнавме искуството од 2008 година наваму, мониторирајќи ги изборите, и ќе побараме да се реши главното прашање, тоа е корупцијата во изборните процеси. На најразличен начин тоа е присутно во изборните процеси и тоа треба да престане веќе на наредниот изборен процес. Тоа што ќе го направиме, ние ќе го составиме и ќе го доставиме до сите релевантни институции, до јавноста, до парламентот, до владата, нема да го објавиме на Facebook па да сметаме дека премиерот го добил тоа писмо, секако дека тоа ќе го доставиме во архивата и ќе очекуваме одговор час поскоро. И за крај да заклучам, помалите политички партии мора да влезат во процесот. Исто така, ние како јавност, како граѓански организации мораме да влеземе во процесот. Граѓанките и граѓаните мора да бидат информирани за овој процес не преку лидерски средби и пресконференции, потоа туку преку процес кој е отворен и затворен во самиот парламент, каде што му е местото на овој процес. И се разбира, кога зборуваме за изборниот модел, мора да се демократизираат изборните процеси и ако се менува изборниот модел, односно да се направи една единица од Република Северна Македонија, една изборна единица, тогаш изборниот праг и не е потребен, бидејќи е потребно да видиме застапување на сите можни идеи и заедници во нашата земја во едни изборни процеси кои би биле отворени и слободни. Толку имам за почеток, се разбира, може да зборуваме и за други прашања, меѓутоа акцент на денешната средба со вас е токму изборите. Верувам дека ќе има и прашања кои се однесуваат на предвремени избори, да или не, или некои други прашања, повелете, можете да... Доколку се случи, да речем, утре или други ден имаме предвремени парламентарни избори и идеме на редовни, имате конкретни барања кои што ви ги доставиле, да речеме, до премиерот или до парламентот?
Предвремени парламентарни избори за Република Северна Македонија би биле самоубиство, бидејќи ние се наоѓаме во средиштето на еден процес кој е извонредно важен, стратешки важен за нашата земја. Тоа се процесите најнапред НАТО и Европската Унија, меѓутоа исто така зборувам и за други процеси, реформи, зборувам за надминување на едно до неодамнешно минато на еден режим чии последици се уште ги чувствуваме, и тоа се разбира дека не би го поддржале во ниеден случај. Тоа што може да се каже исто така за прашањето за предвремени избори е дека една одговорна влада никако не би можела да си дозволи предвремени избори за да може нечии хирови или чудни фантазии за тоа како се води политика да ги спроведе. Едноставно, тоа би било многу опасно и штетно за целата земја и тие избори ќе бидат крајно неуспешни. Особено ако имаме предвид дека изборниот законник, избирачкиот список, изборниот модел, изборниот систем во целина се во многу лоша состојба. Мислам дека овие неколку препораки што Цивил ги повторува подолго време, мислам дека доколку сакаме да имаме нормални избори наредниот пат, тоа се редовните парламентарни избори, мислам дека едноставно не можеме да очекуваме тие избори да се спроведат како што треба, според закон и устав, доколку не се напише нов изборен законник и доколку не се исчисти избирачкиот список. Мора да се регулира и правото на гласање во диаспората, бидејќи тоа од избори до избори варира, често е предмет на конфликти меѓу политичките партии и во јавноста. Сметаме како организација дека секој што има македонски пасош, македонско државјанство, треба да му биде обезбедено правото на глас, значи и во диаспората. Меѓутоа, тоа да се направи на начин кој и ние знаеме како би можеле да се регулираат тие работи, на начин кој нема да биде скап за државата, а кој ќе му возможи луѓето во диаспората да се чувствуваат како дел од оваа земја и како достоинствени, како почитувани граѓанки и граѓани. Тоа се разбира дека е време, потребно е време, многу долго време за овие работи да се завршат, како што треба, квалитетно. Заради тоа, ако се започне денеска, дури и до пристојното време, најмалку 6 месеци пред изборите да се одржат, мислам дека институциите ќе треба да работат со полна пареа. Што се однесува до промените во изборниот модел, во изборниот систем, тоа се подолгорочни проекти, на кои исто така треба да се започне час поскоро, за да може да стигнеме за некои 4 или 5 години и да ги спроведеме тие во дело. Ако тргнеме да ги менуваме работите од корен, без план и без временска рамка, можеме само штета да направиме. Не, кристално чисти не беа оценети од наблюдувачите, барем од оние. Ние имавме низа забелешки, ние ги оценивме изборите, председателските избори како фер, слободни, демократски избори. Меѓутоа, имавме низа забелешки. Имавме забелешки, сега ќе ви кажам и во кои домени, можеби ќе испуштам некој, но тоа ќе биде, се разбира во нашиот поширок извештај. Имавме забелешки на изборната администрација, за жал и таму имаше слабости, иако Државната изборна комисија направи навистина сериозни чекори напред. Избирачкиот список може да се каже дека предизвика далеку помалку проблеми отколку претходно, што имаше забележано од наша страна, меѓутоа беа присутни. Иако Државната изборна комисија милува да каже дека не постојат фантоми, дека тоа се живи луѓе и сето тоа, ние сепак забележавме дека има проблеми во избирачкиот список и во тој домен што ние го нарекуваме фантомски гласачи од 2013 година нааму, кога навистина демографската интервенција беше масивна и масовна. Тогаш, но во глобални рамки гледано, мислам дека избирачкиот список ваков како што е му прави проблеми и на цензусот, но се разбира во поединечни случаи, а според нас како Организација за човекови права и еден случај е премногу,
кога луѓето едноставно кога ќе дојдат на избирачкото место не можат да си го исполнат своето право. И знаете, тоа за нас е голем проблем. Може би на некој му изгледа малку или минорно еден човек, повозрасен господин или господја, да не успеале да се најдат во избирачкиот список, па да не гласаат. Тоа може би на оние што сметаат на хартија во Excel табели и сето тоа им изгледа малку. Меѓутоа за нас и еден човек е премногу драгоцена категорија. Заради тоа сметаме дека не смее да имаме изборен законник и избирачки список кој може дури и минимално да го загрози правото на глас на било кој човек во оваа земја кој има право на глас. Се разбира, кога веќе зборуваме за правото на глас, ние како организација бараме да се направат измени и во оној дел кој се однесува на гласањето на лицата со деловна, на кои има ограничена деловната способност. И исто така многу гласно и постојано ги поддржуваме напорите за подобрување на гласањето на лицата со попреченост. Ние забележавме, ќе ви дадам еден мал пример од нашите извештаи, забележавме дека дел од избирачките места се наоѓаат во јавни институции, нели како што е законот, меѓутоа избирачкото место го ставиле на првиот кат горе. Па луѓе во години или пак лица со посебни потреби, едноставно или одвај ќе стигнат на гласачкото место или пак воопшто нема да стигнат на него. И тоа е за нас голем проблем. Тоа мора да се регулира час поскоро. Цивил медија